Да, добро утро, Ване, добро утро, Симона. Се јавуваме од една нова просторија во управата за хидрометеоролошки работи. Утрово со госпоѓа Ленче Ризова, метеоролог, ќе зборуваме за тоа какво време не очекува во наредните денови. Утрово го започнавме денот со врнежи од дожд. Во моментов немаме врнежи од дожд. Госпоѓа Ленче, каква е прогнозата за денешниот ден? Така е, утрово го почнавме, како што кажавте, со облачно време. Врнежи повеќе имаме во источните делови од земјата, меѓутоа до засега се слаби со оглед на тоа што почнаа во доцните ноќни часови или рани утрински часови поточно. Инаку денеска ќе биде облачно, ќе има повремени врнежи од дожд, пообилни врнежи денеска очекуваме во централните и источните делови од земјата и тоа особено во вечерните часови. Очекуваме наместо да наврнат и над 30 литри на метар квадратен дожд, на планините нормално врнежите ќе бидат од снег. Минатата недела имавме врнежи од снег, па каква е прогнозата за наредните денови, што да се очекува? Така, значи, оваа недела ќе имаме доста променливо време. Овој бран што денеска ќе го имаме, утре веќе во попладневните часови се повлекува, што значи дека среда ќе имаме стабилно време во поголем дел од денот. Ќе биде и потопло, ќе имаме јужно воздушно струење кое што ќе предизвика и пораст на температурите. Меѓутоа веќе кон крајот на денот ќе имаме повторно зголемена облачност, повторно во ноќните часови, па и во четврток особено, повторно имаме врнежи од дожд кои што исто ќе бидат и пообилни повеќе во западните делови тогаш. И така, значи, наизменично некако серија на воздушни бранови се менуваат на влажни воздушни бранови и ете и четврток врнежливо, петок повторно стабилно, сабота кон крајот на денот повторно имаме нов бран, така значи доста променливо, а во поглед на температурите четврток имаме спуштање на нешто постудена воздушна маса, така што врнежите освен на планините ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места, значи во пониските ќе останат врнежи од дожд. Повисоките температури веќе може и да ги почувствуваме. За крај на нашиот разговор, за подолгорочно имаме ли најави за пониски температури или ова стабилизација на времето ќе потрае во наредните денови? Значи во поглед на температурите немаме некои студови, еве како што имавме пред некое известно време, значи ниски дневни температури, меѓутоа сега сепак ќе бидат нешто така попријатни барем за овој период од годината. Господја Ленче, и надвор од нашиот разговор би сакал да ве прашам, позади нас гледаме мапи во живо, што е она што вие тука во управата за хидрометеоролошки работи го следите на тие сателитски мапи? Да, еве имаме така, како што рековте, тоа се сателитски слики во реално време, значи во моментов, од предходните 2 часа, движењето на воздушните маси ги гледаме. Еве, првата е нашето подрачје потесно го прикажува со плавата боја, сината боја, е врнежите од дожд. Еве може да се забележи предмалку во северозападниот дел со розева боја, тоа значат снежни врнежи, кои што во моментов значи ги имаме. Тоа се во моментов реална слика. Супер. Одлична можност да погледнеме на тоа како вие ја следите состојбата со времето во реално време. Ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија. Благодарам и на вас. Ги чувме најавите за тоа каква прогноза не очекува во текот на денешниот ден во и наредните денови. Со нас утрово беше Ленче Ризова, метеоролог од управата за хидрометеоролошки работи.